Критика. Денес сите сме критичари. Од политика до филозофија, за култура, некултура и физкултура, од поезија до книжевност, музика, филм, па се до ставање туршии. Секој има свој став за се. И тоа не се само обични ставови, туку се ставови поддржани од една убеденост дека тоа е универзалната вистина. Живееме во време во кое мислењето стана рекреација, додека тврдата и издржана аргументација се претвори во изгубена дисциплина. Но да се има мислење не значи дека сме во право, персе. Денешната критика, ако можеме така да ја наречеме, често е хибридна комбинација од несигурност, збунетост и вишок самодоверба. Го гледаме светот низ стакло од сопствените алгоритми и се што не се совпаѓа со нашиот ехомеур, го нарекуваме пропаганда. Некогаш луѓето читали и истражувале. Ние денес скроламе. И мислам дека токму тоа скролање е причинителот и иницијаторот за создавањето на чудовиштето на денешницата, а тоа е мислењето без основа. Секојдневно сме обкружени со луѓе кои ќе ти рецитираат ставови научени од мимови, од разноразни фрагменти и сечоци од подкасти, или ќе анализираат политички процеси и системи без претходно да прочитале една страна од Хопс и ќе даваат критики за литературни дела без да прочитат 3 пасуси од истите тие дела, ќе даваат музички критики, а никогаш не зеле инструмент во рака, ниту пак поминале време во гаража со бенд да го искусат таа симбиоза, таа синергија, размена на идеи, на музика, на ставови, компромиси и така натаму. Добре дојдовте во Тантрум Радио, платформа каде што циркаме позади очигледното. Како би се запознале со концептот и идејата на Тантрум Радио, слободно проверете ги претходните епизоди на каналот. Во меѓувреме на мојот Инстаграм канал снимам кратки сечоци во кои што зборувам за филозофијата. Давам еден хронолошки осврт за историјата на западната филозофска мисла, не како студент на филозофија или како филозоф, туку како фан и влюбеник во самата филозофија. Така да ако сте заинтересирани за дебата, за критика, слободно проверете го каналот, заследете ме, оставете некоја забелешка, идеја и простор за диалог. Тантрум Радио е една автономна зона и мала продукција, независна, така да секој што сака финансиски да ја поддржи оваа иницијатива, во опис имате линк до PayPal. Таму можете да ме почастите пијачка, лекови и што уште не. Пред неколку месеци бев во Даблин. Помеѓу папската маршрута се издвои време за посета на куќата на
Джеймс Џојс. Музеј со духот на човекот и таткото на модернистичката литература. Во таа куќа се е толку добро зачувано, од неговите очила, ракописи, па дури и некои тубички од мастило, што го има користено. Долу во фоајето на првиот спрат, каде што се наплаќаат влезници, има една мала продавничка во која што се продаваат сувенири, разноразен мерчандајз, торбички, мајци, чаши со негови цитати, со наслови од негови книги, секако и негови книги. Но она што најмногу ме фасцинираше беа книгите и во кои што беа кориците всушност, во кои што беа заглавени критиките и анотациите на неговите дела. На полиците стоеа огромни томови со анализи, речиси 10 пати подолги од самите дела. Еден пример за тоа е краткиот расказ Мртвите или Мртви, еден од моите топ 10 раскази на сите времења и невремења. Расказ кој што е едвај 50 на страни на сите јазици во сите преводи. Но неговата анотација имаше едно 500 или 600 страни. Ми падна чудно затоа што гледав во анотација од 500 страници критика за нешто што Џојс го напишал во движење, рефлексивно. Инспирирано тоа, седнав и напишав краток расказ кој го нареков Живите. Во него Джеймс Џојс воскреснува и шета низ светот и доаѓа до своите критичари во една библиотека. Седнува и почнува да чита што тие всушност напишале за него, за неговите символи, за неговите архетипи, подсвесни структури и слични академски екзорцизми и интелектуални мастурбации. И сваќа дека ништо од тоа нема врска со она што тој го мислел иницијално пред да седне и да го напише делото. Тие зборуваат за нешта што никогаш не постоеле во неговата намера. И тогаш Џојс, во мојот расказ, почнува да пишува критика на критиките. Иронична, нежна, но доста брутална забелешка за тоа како критичарите понекогаш ја убиваат магијата на делото и го претвораат самото искуство во формула, а живата мисла во фуснота. Кога сме кај критиката на книжевноста, додека студирав компаративна книжевност едно година-две, во учебниците по теорија на книжевност, во првите неколку лекции беше спомената феноменолошката критичка школа, феноменолошкиот метод на литературна критика. Оваа школа произлегува од Едмунд Хусерл и неговиот обид да го врати вниманието кон самото нешто, кон искуството без историски и биографски багаж. Феноменолошкиот критичар не се интересира зошто авторот го напишал делото, во какви услови живеел, ниту што мислел додека пишува. За него делото постои само како чист текст, како автономен универзум
кој треба да се опише и разбере сам по себе. Звучи возвишено, но тоа истовремено е и ограничување. Ако го примениме овој метод на дела како што е, пример, Бесови од Достоевски, тој станува сосема неефикасен. Овој роман, зборувам за Бесови, како и многу други, не може да се чита без историска рамка, без идеолошки контекст и без психолошкиот товар на духот на времето, затоа што неговите ликови се многу повеќе од обични психолошки конструкции и тие представуваат судир на цели идеологии, на визии за човекот, на борбата помеѓу разумот и верата и Бог и човекот. Историска рамка. Русија во тоа време е земја на внатрешна експлозија. Царската власт се лула помеѓу старото феудално наследство и новите ветришта кои дуваат од Западна Европа. Младата интелигенција, гладна за смисла, ги чита Прудон, го чита Маркс и по универзитетите се раѓаат илјадници мали револуции во форма на книжевни кружоци и филозофски дебати. Тоа е време кога се распаѓа и се создава истовремено. Верата во Бога полека се топи, но од друга страна расте верата во човекот. Градовите растат, селаните добиваат некоја делумна слобода. Во таква една Русија, полна со апокалиптична енергија, со судери помеѓу западното просветителство и источната мистичност, Достоевски го пишува делото Бесови. И тоа не е случајно, затоа што овој роман е негов обид да ја разбере таа нова генерација која верува дека може да го спаси светот преку оган. Тој гледа како револуционерните идеи, што некогаш и не му биле блиски, се претвораат во фанатизам, во религија без Бог и се плаши дека Русија оде кон една автодеструкција. Важно е да се спомене дека во тоа време цвета и анархистичката мисла од Михаил Бакунин, кој е всушност еден контрапункт на визијата и на идејата на Достоевски. Значи, во рамките на тоа како го доживуваат Бог, Бакунин вели дека и да го убедат дека Бог постои, тој треба да се укине. Додека од друга страна го имаме Достоевски кој вели дека и да му докажа дека Бог не постои, сите свештеници, целата наука, тој повторно ќе верува во него. Затоа Бесови не е само еден обичен политички роман, туку е предупредување. Тоа е крик од човек што ги познавал и светлината и темнината на идеологиите. Иако Достоевски го знаеме како голем верник, тој не секогаш бил таков, затоа што во младоста бил вистински утопистички социјалист, инспириран од идеите на Белински и на западните левичари. Сонувал за праведно општество и слобода, но кога бил уапсен во 1849 година како дел од кружокот на Петрашевски, група интелектуалци што зборувале против царот, од тој момент се менува. Го осудуваат на смрт, му ја читаат пресудата и токму пред да го стрелат стигнува помилување. Од таму го праќаат во Сибир и во Сибир за трешетки со окови на нозе тој доживува нешто што ќе го претвори од револуционер во тврдокорен верник и од
утопист во христијани. Од таму ќе произлезат скоро сите негови дела, како едно ехо, како еден крик против идеологијата која ја претвора добрината во догма. Во книгата Бесови тој го исмева фанатизмот на младите руски револуционери и го прикажува тоа како една морална болест. Еден од ликовите, Кармазинов, е директна пародија на Иван Тургенев, писателот што Достоевски го сметал за еден празен либерал, за салонски левичар без никаков допир и контакт со руската душа. Иван Тургенев е рационален, грациозен, проевропски во својата елеганција и тој некако пишува од дистанца, резервирано како наблюдувач. Прозата на Тургенев е мазна, чиста и условно кажано цивилизирана. Достоевски од друга страна е сам по себе лавина, тој е полн со визии, со психолошки бездни, со прашање што ни се вкопуваат под кожа. Ако Тургенев ја анализира човечката природа, Достоевски ја разголува. Тургенев верува во разумот, Достоевски верува во страдањето. Но, монументалното дело на Иван Тургенев, Татковци и деца, создава лик што ќе стане символ, ликот на Базаров, првиот нихилист во книжевноста. Нихилизмот е идеја дека ништо нема апсолутна вредност, ниту Бог, нити моралот, ниту традицијата, ниту семејството. Овој лик инспирира едно цело движење во Русија, една нова генерација што сака да сруши се што е старо и да создаде нешто свое. Од тој ентузијазам настанува догматскиот нихилизам начело со Сергеј Нечаев. Значи овде се појавува Сергеј Нечаев, човек кој ќе го претвори нихилизмот во догма. Неговото дело, Катахезис на револуционерот, е манифест што ја претвора револуцијата во религија на уништување. Таму стои дека револуционерот нема име, нема пријатели и не верува во љубов. Тој е само мртов човек што оди меѓу живите со една цел: да ја сруши државата и да го уништи поредокот и да ги потсети луѓето на неправдата. Замисли во тоа време. Русија врие од идеи, млади луѓе читаат Нечаев, читаат Бакунин и тогаш од таму ова идеја за тотална револуција почнува да се шири и почнува да се прелева преку своите граници. Самата идеја почнува да се шири низ Европа како зараза и набргу ќе стигне и до Балканот. Балканот во тоа време е место каде младоста од секогаш горела за правда, но без можност да ја оствари преку своите институции. Ова мисла ќе стигне до Солун кон крајот на 19 век. Таму, во 1903 година, се собира група на млади македонци, ученици, уметници, занаетчи, луѓе кои ја нарекуваат својата тајна организација гемиџиите, по зборот гемија, што значи брод. Тоа се луѓе што пливаат наспроти струјата. Нивниот план бил безумен по тогашните, а богами и денешните мерила. Тие сакале да изведат серија експлозии во центарот на Солун
во знак на протест против Отоманската империја, но и против меѓународниот молк пред македонското прашање. Гимиџиите не биле патриоти во класична смисла, не се ниту националисти, туку повеќето од нив се анархисти, инспирирани токму од руските нихилистички револуционери, од Бакунин, Нечаев и идејата дека за слободата не треба да се молиме, туку треба да ја зграбчиме. За нив индивидуалниот живот е многу по безвреден од самата идеја. Се зборува дека кога ги поставувале бомбите, некои од нив носеле книги на Достоевски и Тургенев во джебот. Символика на контрадикција за двајца автори, два света, а во нив се раѓа и третиот. Човекот што е подготвен да умре за својата вина. Солунските експлозии траеле неколку дена. Тие ја размрдале цела Европа. Весниците во Виена и Париз пишувале за македонските анархисти, а османлиските власти ги нарекле ѓаволи. Сите биле фатени, некои од нив обесени, други осудени на доживотен затвор. Но нивното дело останало како символ на бунтот без нација, на идејата дека човекот мора сам да ја креира својата слобода, дури и кога целиот свет му вели дека нема право на тоа. И кога ги гледаме сите овие нишки од Бакунин до Достоевски, од Тургенев до Нечаев, од Петербург до Солун, сваќаме дека историјата не е линеарна. Идеите патуваат, менуваат континенти, јазици, па дури имиња, но ја носат истата искра, истата жар, човечката желба за слобода и нејзиниот внатрешен демон, желбата за апсолутна и ултимативна вистина. И на крај, што останува, освен да си го признаеме собствениот хаос, да си ги читаме книгите, но не за да им судиме, туку за да ги разбереме. И за да се разбереме преку нив. Затоа што секоја наука, секоја уметност, секоја филозофија се држат за раце, дури кога мислиш дека се контраат и дека се расправаат. Затоа што се е поврзано. И токму затоа, ако сакаме да ја критикуваме реалноста, прво мора да ја разбереме. Од следната епизода на Тантрум Радио очекувате гости. Ова ќе ми биде последна епизода во солокаст формат. Не дека во меѓувреме нема тука и таму да има уште некоја епизода од ваков карактер, но повеќето ќе бидат со гости. Ќе поканувам на разговор гости од различни сфери, наука, филозофија, уметност, музика, филм, кафана и така натаму. Останете во најдобро здравје и се гледаме после апокалипсата.